Сиричино за прв пат оваа година организира турнир во мал фудбал Сиричино 2019 со тенденција да стане традиционален. Официјалното отворање проследено со неколкуминутен огномет беше вчера на ново изградениот спортски центар Ристовски во ова населено место. Пред многобројните посетители се одиграа ревијални надпревари помеѓу женските фудбалски клубови Љуботен и Њујорк, како и помеѓу младинската и ветеранската екипа од Сиричино. Инаку на турнирот во мал фудбал Сиричино 2019 учество ќе земат 24 екипи. Организираме по прв пат турнир во мал фудбал Сиричино 2019 година. Воедно и отвараме нов спортски центар, како што може да видите, подпомогнат од фамилијата Ристовски од Соединетите Американски држави, кој се потекло Сиричани. Значи без нивна помош и нормално помош на целото село, севкупно, овој настан и може и немаше да се случи. Колку екипи ќе учествуваат на турнирот? Као за први пат 24 екипи поделени во 6 групи по 4 екипи. Екипи имаме скоро од целата етноско околија, почувајќи од Брвеница, Ратае, Глоџи, Доброште, Сиричино, нормално најбројни 3 екипи, Јанчиште, Раотинце, може и ќе забравам некој на кај ми се налутат. Битно добро, презадоволни сме од привојањето на екипите. Колку време ќе трае турнирот и кога би требало да биде финалето? Турнирот мислам дека ќе трае околу 20 дена, со тоа што на 2 август најголемиот наш празник, македонски, ќе имаме пауза нормално. И таму мислам дека кај 8-9 би требало да биде финалето. Спортскиот центар Ристовски во Сиричино представува мултифункционално игралиште, кое беше изградено оваа година од страна на жителите, со финансиска поддршка од семејството Ристовски кое живее во Америка. Би сакал да им се заблагодарам на сите присутни што дојдоа во толку голем број на ова ново мултинаменско игралиште, кое што е изградено годинава, значи со помош на донацијата од семејството Ристовски. Ова игралиште му беше и повеќе од потребно на нашето населено место, затоа што голем дел од младите тука се занимаваат со спорт, уживаат да се занимаваат со фудбал и го користат интензивно. Моментално се користи само за фудбал, меѓутоа може да се користи и за кошарка, и за тенис, така да верувам дека сите тука присутни ќе имаат и локалните жители ќе имаат голема корист од овој спортски објект. А иницијативата потекна од жителите на населеното место. Долго време баравме решение и баравме место каде би требало овој објект да биде лоциран. Се одбрава локација како најповолна, се почна до некаде, меѓутоа без, како што спомнав претходно, без големата помош на главниот покровител на семејството Ристовски, мислам дека немаше да се заврши. Барем не за време за одржувањето на овој турнир сега. Љупчо Ристовски вели дека младите од Сиричино заслужуваат да имаат место каде ќе спортуваат. Идејата е дека сакам дечките мали да имаат да играат негде, дека ја работам исто за спорт и тоа мене ми е спортиста, тоа ми е цел живот. И децата мои, имам 3 черке, све играа кошарка и селото мене многу ми е мило и тоа ме највише. Сакам деца да играа овде највише. Децата од овде братуче имам, Синиша, он беше директор и организар, тоа највише и деца свите сака, ама селото тоа. Ја имам идеја, ама они тоа го направиле.
Они работале. Јас сум, добро, што било, ама важно највише они тоа. Дека многу ми е мило ми е селово. Да. И највише, ако, мислим, тие деца, Синиша и Стоислав и они, ако не правеле, они тоа направиле. Ние смо само таке, investors вика. Турнирот е со богат награден фонд, кој изнесува 50.000 денари за екипата која ќе го освои првото место, 25.000 денари за второпласираната, 10.000 денари за третопласираната екипа, додека екипата што ќе биде на четвртото место ќе добие 5.000 денари. Воедно ќе бидат доделени и награди за најдобар играч, најдобар голман, најдобар стрелец и Dream Team.